Јас ве информирав дека да, вчера беше посетен вашиот колега. Јас одлучив на таков пристап од причина што сметам дека само на таков начин може поквалитетно да му се помогне нему, а со тоа и на другите лица кои се на издржување мерка притвор, а кои имаат потреба од таква помош, а не на другите. Ве информирав дека констатиравме голема пренатрупеност во сите притворски, во целиот притворски одел. Тоа констатиравме и други работи од причина што вршевме општи проверки на просториите и на таа просторија каде што престојуваат и сметаме дека не се исполнети минимум стандардите, затоа отидовме со препораки, но до друга страна не беше случаен и мојот апел што го упатив до органите кои определуваат мерка притвор, тоа да го определуваат нема потреба да го употребуваат. Ако мислат дека сметат дека нема потреба или ако сметат дека со поинаква мерка можат да ги обезбедуваат присуството на обвинетите во текот на постапката, да не изрекуваат таква мерка затоа што се создава пренатрупаност, последица на што се и овие други работи кои што ви реков. Ако смеам, дали Кежаровски навистина е престојува во мугла, во влага, конкретно како што се пожали семејството? На што ви се пожали всушност, ако може? Јас ви реков дека дадовме одредени сугестии и препораки. Вчера имав средба лично со неговата сопруга. Ќе продолжиме среда и четврток најверојатно ќе се оствари последователна средба. Има работи кои можам да ги кажам на семејството, а не на вас, извинувам. Не е твоја, нема тоа да ти го кажам тебе. Затоа што ќе кажам на тие што треба да го кажат. Ваше право, наше да прашаме. Не е моје право, туку е правило. Па треба јавност да го знае. Јавноста треба да знае за општи работи, а не за твои лични. Ако јавноста знае што е... Можам да заспијам. Па не е за мене, за јавноста работи. Не, ако ти си во прашање и јавноста сака да знае за твои семени, лични вака прилики, како би ти било? Не семени лични. Семени. Сметаме дека Кежаровски е опомена за целото новинарство и јавност. Дали тоа сакаме конкретно. Конкретно се ве прашавме. Те почитувај и... Океј, значи делот на приватноста е во прашање и готово сега, така ќе го заобиколиме. Важно дека нема услови. Стражи го на друго место, кај омбудсманот.